Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Момчето и неговото слободно време. Едно младо момче, кое изгледало малку чудно, дошло во училиште и пристапило до вратата на канцеларијата на директорот на тоа училиште. Кога го сретнала секретарката на директорот, тоа побарало да поразговара со директорот. Секретарката ги погледнала неговите искинати алишта и си помислила дека тоа е момче кое проси, па поради тоа му рекла да отиде во кујната на училиштето. Момчето отишло во кујната на училиштето и повторно рекло дека сака да се види со директорот. Секретарката си помислила дека на момчето му е потребен оброк и затоа без да го вознемирува директорот, одлучила да му го даде тој оброк. Ви благодарам, одговорило момчето. Немам ништо против да ми дадете малку за јадење, но јас сакам да се видам со директорот доколку може да ме прими. Може би сакаш да ти дадам некоја облека, рекла секретарката, додека го гледала во искинатите панталони. Предпоставувам дека немаш други панталони. И без да го исполни барањето на момчето, таа му ставила малку храна на масата и се заминала да си ја обавува својата работа. Откако момчето се најало, повторно побарало да се види со директорот. Секретарката на ова му одговорила: тој е во библиотеката, но ако си решил да го вознемируваш, морам да ти кажам дека тој понекогаш сака да биде сам без да го вознемируваат. Потом му кажала да тргне по неа и ја отворила вратата од библиотеката и обраќајќи се кон директорот на училиштето рекла: Господине, овде има некој кој упорно настојува да ве види. Потоа го пуштила момчето да влезе. Тоа пак, откако се представило, објаснило дека сака да се запише на училиште. Директорот ја оставил настрана својата книга и почнал да му поставува прашања на момчето. А момчето на секое прашање одговорило со точен одговор. Директорот, гледајќи го од глава до петици и чудејќи се, го запрашал момчето од каде има толку многу знаење. Момчето одговорило дека го користело секое слободно време за да научи нешто ново. Тоа било сиромашно момче кое морало напорно да работи без финансиска можност да се школува, но знаело многу повеќе отколку учениците во тоа училиште, бидејќи работило на зголемување на своето знаење во неговото слободно време. Колку ли скапоцено може да биде слободното време? Како ние го поминуваме нашето слободно време и што сме научили во нашето слободно време? Ова момче може да ни биде пример колку многу може да се постигне со правилно искористување на слободното време. Многу млади кои се сега во затвор може да ви кажат дека причината поради која се таму е поради неразумното користење на слободното време. Тие во своето слободно време почнале да пушат, да пијат, да крадат и да прават најразлични проблеми со друштвото во кое тие самите го избрале. Затоа мораме да бидеме мощно внимателни како го поминуваме своето слободно време. Искушенијата секогаш не прогонуваат во слободно време, кога не сме зафатени со ништо. Има една изрека која вели: незапослениот ум е сатанска работилница. Затоа, најдобро за вас е да го исполните вашето време со нешта кои се полезни и за изградба на вашиот карактер. Читањето на Библијата е една од работите кои можете да ги правите во вашето слободно време.
Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов «Како да се живее со болно срце». Замислете дека вашиот доктор што туку ви соопштил дека имате болно срце и сега сте помалку вознемирени, бидејќи не знаете каква ќе биде вашата иднина. Нормално е да бидете помалку загрижени кога ќе дознаете дека нешто не е во ред со вашето срце. Но тоа се уште не значи дека ќе умрете од срцев удар, во никој случај. Мнозина кои пателе од некакво заболување на срцето успеале да доживеат длабока старост, а воопшто и да не дознаат дека со нивното срце не е нешто во ред. Постојат и полоши работи отколку да се живее со малку оштетено срце. Вистина е дека денес милиони луѓе умираат од срцеви болести и нивниот број денес сигурно е поголем отколку во било кој друг временски период од човечката историја. Но постои причина за тоа. Пред 50 години срцевите болести не се наоѓале на врвот од листата на опасни болести. Во тоа време на врвот се наоѓала туберкулозата, како најголем потенцијален убиец на човештвото. Воспаление на белите дробови, како и други посериозни инфекции, исто така биле причинители за смртта на голем број луѓе секоја година. Меѓутоа, денес не е така. Што е тоа што довело до ваква значајна промена? Зошто смртните случаеви срцеви болести се толку почести денес? Одговорот е едноставен, бидејќи повеќето тешки инфекции денес се под контрола. Дури и туберкулозата одговара на извонреден начин со нови облици на лечење и поради тоа повеќе луѓе живеат подолго и го доживуваат и временскиот период во кој срцевите болести можат да го наплатат својот данок. Сакам да го илустрирам она што сакам да го кажам. Во времето кога бев студент по медицина,
Добив задача својата пракса да ја извршам во една градска болница. Беше многу возбудливо да се видат толку многу лекари и сестри како работат помагајќи им на болните и како ги лечат. Но имаше и трагични моменти и во еден таков болнички центар како што беше овој. Најтажните призори во оваа позната болница се гледаа во големото оделение за болести на дишните органи. Кога и да дојдете на ова оделение, би догледале долга низа кревети и во секој од нив по еден пациент потпрен со јастоци како се бори за воздух, како никогаш да немаат доволно воздух. Тоа беше трагичен призор. Тогаш се случи чудо. Со години сме слушале за чудесното ново млеко. Имаше долго име кое веќе со години беше заборавено. Сулфаниламид. Од тогаш до денес сулфа лековите беа постојано усовршувани. Првите апчиња беа многу скапи и беа помалку делотворни од некои нови антибиотици кои се во широка примена денес. Но нивната употреба во ова оделение за белодробни болести навистина беше драматичен. Повеќето кревети се испразнија за само неколку седмици. Тие нови апчиња навистина беа чудотворни. На опасната бактерија пнеумококус конечно и дошол крајот. Пред пронаоѓањето на сулфаниламидот, скоро 1/3 болни од белодробни болести умирале. Сега сите имаат шанса да живеат. Од тогаш до денес се пронајдени многу нови и помокни антибиотици. Друг многу значаен фактор во спречување на сериозни инфективни болести сигурно бил подобрувањето на општествената средина, например, подобри санитарни решенија, подобри места за живење, подобри навики во исхраната. Резултат на сето тоа е дека милиони луѓе кои во минатото најверојатно би умреле од инфекции, денес се живи и здрави. Затоа што повеќето луѓе живеат подолго, тие сега се подложни на дегенеративни промени кои се развиваат во подоцнежниот период од животот. Ова вклучува болести на црниот дроб, бубрезите, нервниот систем и срцето. Овие болести обично настануваат поради здебелување на артериите. Било кој од спомнатите или некои други органи може да биде погоден од оваа појава, но најчесто е погодено срцето. Затоа срцевите болести најчесто не загрижуваат. Но уште повеќе не загрижуваат оние кои навистина имаат големи проблеми со срцето. Човечкото срце содржи големи резервни сили и енергија. Тоа може да поднесе огромни количества притисоци и болести, а да не престане да работи, под услов за него добро да се грижиме. Но срцето кое делумно е веќе оштетено, може пополека да се уништува со лоши животни навики и покрај постоењето на сите тие прекрасни лекови достапни денес. Ниту еден лек не може да се спореди со здравиот начин на живот. Ниту еден не е толку ефикасен за да го сочува здравието на срцето и на целото тело. Тоа посебно важи во оние случаи кога срцето е оштетено од некоја болест. Срцевите болести се јавуваат во неколку различни облици. Мал број бебиња се раѓаат со срцеви мани. Таквите случаи навистина се ретки. Кај децата и кај младите можат да настанат ревматични срцеви оболувања поради инфекции на носот и на грлото. Кај постарите луѓе, срцевите заболувања настануваат поради висок крвен притисок и поради здебелување на артериите. Диагностиката на срцевите заболувања не значи дека таа личност е осудена на сигурна смрт. Тоа е повеќе исклучок отколку правило. Милиони луѓе чии што срца се оштетени од некоја болест, се уште можат да ги извршуваат своите работи и да живеат среќно уште многу години. Тие можат да очекуваат добро закрепнување под услов да научиле како да се грижат за себе. Срцевите болести кај средновечните луѓе често се поврзани со високиот крвен притисок. Се уште не сме сигурни што е тоа што доведува до зголемување на крвниот притисок, но ако притисокот е зголемен подолго време, веднаш се приметуваат неговите смртоносни ефекти на срцето, на крвните садови и на целото тело. Поради високиот крвен притисок или поради нешто друго, досега се уште не откриена причина, ѕидовите на помалите крвни садови во многу делови од телото можат да се оштетат или здебелат. Оваа болест е позната под името артериосклероза или здебелување на артериите. Кога ќе се случи тоа, многу е тешко да се намали крвниот притисок и да се задржи на безбедно ниво.
Тоа е затоа што ѕидовите на помалите крвни садови не се толку флексибилни и еластични какви што биле некогаш. Сега станале тврди. Здебелувањето на крвните садови го смалува дотокот на крвта до одредени органи. Телото одговара на тој начин што го подига крвниот притисок и го одржува висок, за да можат виталните центри во мозокот да бидат секогаш снабдени со крв. Овој додатен крвен притисок сега предизвикува трошење на крвните садови. Нивните ѕидови стануваат здебелени и неправилни и не се повеќе во состојба да пренесуваат нормални количества крв. Исто може да се случи и со цевките за водовод во вашиот дом. Замислете си дека цевките за вода станале делумно затнати поради рѓа. Овие цевки ќе пренесуваат само малку вода и протокот ќе биде поспор поради рѓата на цевката. На истиот начин и ѕидовите на крвните садови можат да станат оштетени. Тие повеќе не се толку мазни и еластични. Тоа понатаму го успорува протокот на крвта, а посебно во помалите крвни садови и може да дојде до формирање на опасни чепови. Ако крвните садови, кои ги снабдуваат ѕидовите на срцето, станат здебелени и ако се стеснат, личноста може да чувствува остра болка во градите кога чекори брзо, кога работи напорно или кога е премногу оптеретена и загрижена. Вакви остри болки во градите се јавуваат и кога некој е под интензивна емотивна болка. Исто така, било каква неумереност и претерување може да доведе до вакви болки. Кога ќе се случи тоа обично значи дека оние мали зарегјани цевки во ЗИДовите на срцето повеќе не се во состојба да пренесуваат нормално количество крв, за да може срцевиот мускул да биде снабден со потребната енергија. Треба да се прави разлика помеѓу овие остри болки и тапите долги пробудувања во пределот на срцето, кои обично се јавуваат после некоја долга вест или некое подлабоко разочарување. Во такви случаи обично не станува збор за некакви срцеви проблеми, туку острите болки кои настануваат поради некој додатен напор се природен знак дека на човекот му треба одмор и опуштање. Овие болки веројатно настануваат поради присуството на одредени надразнувачки хемикалии и отпадни материи кои крвниот систем не бил во состојба да ги отфрли доволно брзо. Истиот ефект можете да го произведете и со завртување на тесна гумичка околу основата на вашиот прст. Можно е за момент да се спречи протокот на крвта низ вашиот прст, а како резултат на тоа, отпадните продукти нема да бидат отстранети толку брзо како што би требало. После извесно време, вашиот прст ќе добие сина боја и ќе ве боли така што ќе мора да го ослободите притискањето создадено со гумичката. На истиот начин, личноста која пати од болки во срцето ќе биде принудена да се одмори и да почека додека крвниот систем не ги отстрани сите надразнувачки супстанции. Можеби за тоа ќе требаат неколку секунди или неколку минути. Дури тогаш, личноста ќе може да ги продолжи своите вообичаени активности. Ова е природен знак дека таквата личност не би требало да претерува. Таа мора да го ослободи своето срце од притисокот со тоа што малку ќе се одмори. Ако се почитува оваа правило, обично нема причина за страв. Меѓутоа, тоа значи дека крвните садови повеќе не го пренесуваат сето вообичаено количество крв. Тие можеби се оштетени од инфекција, поради лоша исхрана или поради лоши животни навики. Каква и да е причината, последицата секогаш е иста. Господин Вилијам Ослер точно ја опишува оваа состојба кога вели: човекот е стар онолку колку што се стари неговите артерии. Болката во срцето е обично природен знак кој не опоменува дека е време малку да успориме и да се опуштиме. Може би сте премногу загрижени или малку спиете, но тоа не значи дека треба да станете вознемирени или обесхрабрени. И понатаму можете добро да живеете иако сте свесни за ограничувањата, односно границите на своите сили. Например, можеби не е препорачливо да трчате по автобус или воз. Вашиот доктор ќе ве посоветува дали треба да се качувате по скали и колку часа дневно треба да работите. Тој веројатно ќе ви каже дека не треба да се брзате, ниту да дозволувате себе си да се налутите. Таквите ситуации обично додатно го оптеретуваат срцето. Можеби нема да можете да играте фудбал или тенис, можеби ќе се преселите во еднокатна куќа за да го одбегнете качувањето
Може би ќе мора да ги избегнувате брдата и скалите, но во секој случај, колку помалку се грижите за себе си и за својата иднина, ќе ви биде подобро. Исто така и вашата исхрана е многу важна. Ако имате повишен крвен притисок, ќе мора да го смалите количеството на сол кое секојдневно го внесувате. Би било добро да ги планирате вашите оброци и да не мешате премногу различни видови храна. Треба да се одбегнуваат сите оние работи кои предизвикуваат дуење, односно гасови во стомакот. Треба да се јаде редовно и никогаш премногу во текот на еден оброк. Ако се борите со прекумерна тежина, побарете од вашиот лекар совет во врска со разумна диета, која можете да ја применувате се додека не дојдете до идеална тежина. Мудро е да се откажете и од пушењето, бидејќи тутунот во било каква форма им штети на луѓето со срцеви заболувања. Во секој случај, доверете се на грижата на добар и искусен лекар. Добро е да се одбегнува и секоја трка и брзање кое ја наметнува прекумерната работа. Чувајте се од настинки и грип, бидејќи и најмалото зголемување на температурата представува додатно оптеретување на срцето. Не заборавајте дека повеќето луѓе со срцеви заболувања успеваат да живеат нормален живот, но со малку поуспорено темпо. Затоа охрабрете се и главата горе. Бидете расположени и секогаш гледате на работите од нивната посветла страна. И покрај вашите проблеми, предете го вашиот живот во Божи раце и одлучете се да живеете во границите на своите срцеви можности. Ако успеете во тоа, имате навистина добри шанси да живеете среќен и задоволен живот. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежта, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.